Денес ќе се занимаваме со нижа математика. Од ова место со виша математика никогаш нема да се занимаваме. Што би требало да биде лесно, ќе одговориме на прашање од брат Андри, поставено предминатата среда. Прашањето гласи: зошто во библиските пророштва, каде што се споменуваат пророчки години, пророчки денови, пророчки месеци, конкретно месеците, зошто секој месец има колку дена? 30 дена. Секој месец има 30 дена. Дали постои календар? Дали познавате календар каде што секој месец има 30 дена? Секој месец има 30 дена, а годината има колку месеци? Значи и пророчките години, што ги сметаме во Библијата, има 12 месеци. 12 месеци по 30 дена, значи пророчката година има 360 дена. На што ве подсетуваат овие бројки? Така. Што е 360? Така наречениот, како се викаше, полниот агол, целиот круг. Половина од тоа, 180 степени, беше рамниот агол, половина од тоа, правиот агол. И зошто вакви бројки? 360, 180, 90... Понатаму, кои други бројки спаѓаат во оваа категорија? Сега помалите од 90. 60. Половина од тоа, 30. Зошто вакви бројки? Ја ќе искористам оваа прилика, одговарајќи го прашањето, да кажам нешто повеќе на оваа тема, некои поинтересни податоци, за кои што можеби некој досега и не размислувал. Многу. Колку часа има во денот? А според Библијата? 12. Знаете кај го пишува тоа? Кај го пишуваше тоа? Самиот Исус прашува, реторичко прашање, нели има 12 часа во денот, при што се мисли на светлиот ден, така. Најде овие бројки. 12, 24, 12, половина од 24, и сега 30, 60, 360, 180. Што е заедничко? Сакам да ви текне. Ајде вака, значи денот има, рековте 24 денонокието, 12 часа според Библијата, бидејќи евреите светлиот ден го делеле на 12 часа, без оглед кое годишно време, од изгреј сонце до зајди сонце биле 12 часа. И според тоа поимот час бил малку растеглив. Значи, и во, според најчесто употребуваниот сончевиот часовник во библиски времења.
во зависност од годишното време. Зошто 12? Од кога почнува? Од кога почнувале евреите да ги бројат? Да ги бројат часовите во денот? Не. Од 6. Ама 6, тоа ние го викаме 6. Од римјаните навак. Да, евреите го викале првиот час. Во Библијата се споменуваат овие поими. Првиот час, третиот час, деветиот час. Кога Христос беше распнат, од 6-тиот до 9-тиот час беше темнина. Значи, од кога до кога? Од пладне по наше, 12 до 3 по пладне. Така. Многу интересно. Овие бројки, од каде потекнуваат? Зошто вакви поделби? 6, 12, 24, 30, 6. Од каде потекнуваат? Кој систем на броеви? Така. Ке дојдеме до таму. Како се вика овој систем на броеви? Ајде го поделиме часот. Колку минути има еден час? Зашто нема 100 минути? 60 минути. Колку секунди има минутата? 60. Од каде потекнува тоа? Ова е основа на така наречениот сексагесимален систем. Да, сите енциклопедии и вештачката интелигенција ќе ви кажат дека потекнува од Вавилон, потекнува пред Вавилон од сумерите, сумерската цивилизација. Библиски кажано потекнува од првата цивилизација со главен град Вавилон, која што постоела на земјата после потопот. Првата семитска цивилизација во Месопотамија, денешен Ирак. Старите вавилонци биле признати за број 1 најдобри астрономи во стариот век. И затоа било каков астрономски настан да се случил, нивните астрономи ќе го забележеле. Дори нешто најситно ќе го забележеле. Само на оваа тема можем да споменам многу примери за кои што неам време. Но да се подсетиме на еден библиски пример. Добро, благодарам на тоа. Се сеќавате колку часа, добро, тоа не го пише во Библијата, но дали знаете колку часа стоел денот, или, библиски кажано, стоело сонцето над Гаваон, а и месечината над долината Елонска, во денот кога Исус Навин го поборал тоа со молитва и со вера од Господа, за да Израел ги докрајчи своите непријатели. Јас имам еден податок дека денот стоел цели 18 часа. Значи сега е колку? Замислите, 11:20. Сакате следните 18 часа да биде вака, 11:20, без да се мрдне денот, значи да не настапи пладне, да не настапи попладне, да не настапи вечер, вака, да се фиксира денот, 11:30 речи си, за следните 18 часа. Што ќе се случи? Замислите.
овој настан ја предизвикал така наречената преселба на морските народи или пелазгите во превод. И дел од нив, например, жителите на островот Крит, тие биле хамитски народи. Бидејќи кај нив било или рано утро, а уште по-на запад се уште било ноќ. И сега замислите, кај некои народи на запад, денот не доаѓал, не се разденувало тогаш кога требало да се раздени, цели 18 часа. И тоа предизвикало миграција на така наречените морски народи од Средоземното море, од повеќе острови, на исток. Значи, луѓето почнале да го бркаат денот. Се преселувале на исток. И така настанале филистејците. Меѓу другите, тие ја населиле Палестина, и тој назив од нив, тоа име потекнува од нив. И денес сите што не сакаат да речат Израел, велат Палестина, според филистеите. И денешните палестинци се генетски потомци на древните филистеи. Значи, и тогашни, и сегашни израелски непријатели. Филистеите потекнуваат од островот Крит и ја населуваат Палестина од после тој настан во времето на Исус Навин. Но се сеќавате од која земја бил посетен јудејскиот цар Езекија? Зошто? Што се случило? Се сеќавате? Што се случило? Каков знак побарал и добил царот Езекија, кога побарал да биде оздравен и да му биде одложена смртта за цели 15 години? Кажано на денешен јазик, значи замислете да е 4 часот попладне, и денот да се врати назад и да биде саба, истиот ден сабајле. Сакате така? Како кој, а? Работниците на Данилот дали би сакале? Данилот ти би сакал, моја. Ама тие не би сакале. Учениците дали би сакале така? Кој чудо е поголемо? Она во времето на Исус Навин или ова во времето на Езекија? Денот се вратил назад. И тоа, секако. Вавилон се тоа го забележа. Но, како што спомена брат Зоран, сето тоа има подлабока, позадина, од каде потекнува така наречениот сексагесимален систем, кој што за основа го има бројот 60. И затоа имаме 60 минути, 60 секунди. И нема 61, 62, туку после 59 се менува часот, односно се менува минутата, после 59 секунди и така натаму. Од 600-дневот потекнува. Значи, Библијата ни помага, значи световната наука, кога ја прашуваме, та се што може да каже е Вавилон, стариот Вавилон, Сумерите и така натаму. И научниот двоглед не гледа подалеку од Вавилон. Но библискиот телескоп ни овозможува да видиме многу подалеку. Се враќаме на почетокот на создавањето на овој свет. Се враќаме на 600-дневот. 6 дена.
Господ го создаде светот за 6 дена и во 7-миот си почина. Сега, шеската од каде потекнува како број? Знаете што е друго интересно за шеската? Некои тоа го користеа за, и особено за време на COVID го користеа за 666, една нова теорија. Знаете како гласи хемискиот знак на јаглеродот, како гласи? С, само С, карбон. Тој е основа на сите живи организми, на целата така наречена органска материја. Кој е редниот број на тој елемент? 6. Тоа значи 6 протони, 6 неутрони, 6 електрони во јадрото. И тој е основа на живите организми, односно на органската материја. Бидејќи јаглеродот може да се врзува, да создава бесконечно големи врски на атоми помеѓу себе и молекули помеѓу себе. И тоа луѓето дори со пластичната индустрија го откриле кога хемијата открила дека со пластиката можеш да создаваш полимери, можеш да создаваш джиновски молекули, односно нешто што можеш, значи, тие молекули да се врзуваат бесконечно, да се надоградуваат. И Господ од јаглеродот ги создал сите материјални живи организми, односно целата органска материја. Дали е случајно што е шеска во него? Ништо не е случајно. Шеската со кои броеви се дели? Сите броеви се делат со единица. И со самиот себе, а оние што се делат само со самиот себе и со единица, се така наречените прости броеви. Шеската е парен број, што значи, како и сите парни броеви, се дели со 2. Математика така. Значи, шеската е делива со единица, со првите 2 природни броја, затоа што е парен, се е делива со 2, но шеската е делива и со 3. И тоа се првите 3 прости броја. Значи, што значи шеската? Шестодневот. Шестодневот. Создавањето. Сега, што значи единицата? Еден Бог. Што значи тројката? Еден Бог во 3 лица. Така? Еден Бог во 3 лица, тројката. Што значи двојката? Второто лице од тие 3 ќе има 2 природи. Божествената и човечката природа. Видите, како може да се занимаваме со нумерологија и со математика, и тоа многу интересно, на многу интересен начин, а да не мора да се занимаваме со јаловата ерес.
или, што би рекле србите, со чорава посла. Одредување датуми за второто Христово доаѓање. Има простор и има многу интересни работи да се научат од нумерологијата, без да се занимаваме со одредување датуми за идните настани, кои што Господ не ги открил, и дури особено оние за кои што Господ изричито рекол дека не ги открил и дека никој друг не ги знае. Што значи, Светото Тројство, едниот Бог во три лица, чие што второ лице, ќе има две природи, за да го спаси паднатиот свет, божествена и човечка, го создавал светот, значи тој Бог, за 6 дена, и го создава човекот, чие што природа ќе ја земе, во кој? Во 6-тиот ден. Случајно или не случајно? Човекот кој што е создаден со колку прсти? Да, сега малку збунувачки. Ајде, нека биде на едната рака или едната нога, да земе едната рака. Колку прсти? 5. И Википедијата вели дека карактеристичните броеви на сексагесималниот систем се 1, 2, 3 и 4 е споменат, и 5, и 6, потоа 10, 12, 15, 30 и 60. Добро, на страна тоа. Не е толку битно. Но сега имаме нешто побитно. Зошто човекот има 5 прсти на едната рака или едната нога? За да на двете раце има колку? 10. За да го подсетува тоа на што? 10 Божи заповеди. Што значи 10? И основата на декадниот систем и децималниот систем. 10 Божи заповеди. Интересно. Половина од десетката е петката, нели? И петката по шестката, кога се помножат? 30. Имав посебна проповед во врска со Христовиот роден ден. Тоа беше јануари и февруари 2022 година, кај што го споменав значењето на бројот 30 и зошто Христос ја започнал својата служба на 30 годишна возраст и зошто тоа било одредено уште во Стариот Завет да биде возраст на која што свештениците ќе ја почнуваат својата служба и така натаму. За значењето на бројот 30 сега нема да зборувам, немаме време, само го споменувам ова за кој го интересира да ја погледна таа проповед. Во 2 дела беше, се вика Христовиот роден ден број 1 и Христовиот роден ден втор дел од 29 јануари и потоа од 5 февруари 22 година. Може да се најдат во архивата на ХАЦ-ППА. Сега едно библиско прашање. До сега ме интересира дали некому му се приспа? Не, ја гледам дека никому не му се приспа, значи интересно. Добро. Сакате да завршиме скоро?
Добро. Библиско прашање. Може да користите секакви помагала, за да го одговорите што побрку. Кој човек во Библијата имал што? 6 прсти на двете раце и на двете нозе, вкупно 24 прсти. Голијат има? Кај го пишува тоа? Ајде да видиме кај го пишува тоа. Ајде. Користите секакви помагала, може, и вештачка интелигенција, и електроника, и све. Бидејќи знаеме дека човечкиот ум денес е најслаб. Како? Кој стих? Ајде да отвориме втора книга Самуилова. 21 глава. 20 стих. Го најдовте стихот. Стихот вели: настана уште една војна во Гет или Гат. Некои велат Гат, некои велат Гет. На еврејски е само ГТ. Па сега, што било само гласката? Прашање на теорија. И таму имаше еден крупен човек, исто така од потомците на Харафа, вели овој превод, со по 6 прсти на рацете и на нозете, вкупно 24. 21 стих вели: тој ги навредуваше израелците, но Јонатан, синот на Шима, Давидовиот брат, го уби. Значи, според овој текст, ова не бил Голијат. Или бил Голијат? Дали имате некој друг библиски текст за истото прашање, за истиот одговор? Случајно? Кога нешто се зборува во Самуиловите, односно книгите на царевите воопшто, каде се повторува, во кои други книги? Во книгите на Дневникот, точно. Во книгите на Дневникот. Да отвориме во прва книга Дневникот или Летописи, 20 глава. Имате таму Библија? Горце, ти немаш Библија? Ти многу... Ти како протестантите само Нов Завет. И затоа не знаат Стар Завет. Но ти сигурно знаеш. Добро. 6 стих точно. Имаше борба и во Гет. Таму имаше еден човек со голем раст, на кого прстите му беа по 6, вкупно 24, и тој беше од Рефаимовите потомци. 7 стих вели: тој го навредуваше Израел, но Јонатан, син на Давидовиот брат Шима, го уби. Како вели другиот превод, Константинов? Ме интересира. Дали кажува нешто друго, нешто повеќе за овој човек? Добро. Но дали се кажува нешто повеќе кој бил овој човек? Дали имате Библија на други јазици? Имате Библија на други јазици?
А само тоа вели? Ништо друго не вели? Затоа што постојат верзии кои што велат дека бил брат на Голијат. Да? Така, благодарам. Благодарам. Да видиме. Сега не се поврзани тука 5-тиот и 6-тиот. Ајде видиме. И пак имаше војна со филистејците, тоа е 5-тиот стих. Тогаш Елханан, синот Јаиров, го уби Лахми, Голијатовиот брат од Гет, на кого дршката на копјето беше колку ткаечно, кросно. Но потоа се вели дека во Гет имаше човек со голем раст, кој што имаше 24 прсти. Сега не знаеме што е точно. Дали бил истиот човек, братот на Голијат, како што велат некои верзии, или бил друг човек, независно од него. Како и да е, толку многу не интересира. Добро, и Константинов го вели истото. Интересно. Значи, Библијата споменува дека постоел и ваков случај. Како изгледа да ви фали прст? Знаете, како изгледа да ви фали прст, знаете. Не дај Боже, да. Но дали знаете како изгледа да имате по еден прст повеќе? Тоа никој од нас не знае. Интересен случај. Во ред, значи не беше тешко да се одговори ова библиско прашање. И сега, конечно го одговараме прашањето, зошто пророчката година со 12 месеци, секој нејзин месец има 30 дена. Реков, прашав на почеток, дали познавате таков календар? Дали постои таков календар? Андре, познаваш некој таков календар? Не само денешен, што не постои. Дали постои во минатото, дали постоел таков календар? Не, од сите познати и древни, и подоцнежни, и денешни модерни календари, не постои таков календар. Ниту еврејскиот календар не е таков. Било од библиски времења, било денешниот. Ниту вавилонскиот не бил таков. Ниту египетскиот не бил таков. Ниту римскиот не бил таков. И сите овие денешни календари. Ниту арапскиот, муслиманскиот не е таков. Каде ја бараме причината за тоа? Дали некогаш постоел календар? Да. Кога? Пред потопот. Точно. Секој месец имал 30 дена. Каде го наоѓаме тоа? Каде го наоѓаме тоа? Во кои глави е опишен потопот? Да. Поточно потопот почнува таму кај дотвориме кај 8 глава. Значи, во 7 глава, почнува потопот во 7 глава, завршува на крајот од 8, но сакаме да прочитаме некои податоци. Прво, откако, значи, ковчегот бил снабден со се и влегле сите во него што требаше да влезат, и луѓе и животни. Во 7 глава, 6 стих,
Видите податок. А Ное имаше колку години? 600 години. Кога се случи потопот на земјата. Случајно. 600 години. Точно. Пак шеската. 60. 600. Добро. Тоа е чисто така нумеролошка занимливост. 11 стих. Уствари пред тоа, кога влегле во ковчегот, колку дена биле запечатени во него пред да настапи потопот? Видите што ни вели 9 стих, значи влегоа кај Ное во ковчегот по две, за животните се мисли, машко и женско, како што Бог му заповеда на Ное. 10 стих. А по 7 ден дојдоа водите од потопот на земјата. Некои верзии велат во 7 ден, најверојатно било сабота, кога завршила саботата. 11 стих. Во 6-тата година од животот на Ное. И сега се сеќавате на овие датуми од неодамна. Вториот месец од таа година, 17-тиот ден од месецот. Кога започна потопот? Ни се кажува хронолошки податок. 17-тиот ден од вториот месец. Во тој ден бликнаа сите извори на големата бездна и се отворија окната небески. И лиеше дожд на земјата колку долго? 40 дена и 40 ноќи, замислете. Така, еден пороен дожд да фати, нема 6 минути да поминат и некои скопски булевари ќе се претворат во реки. 40 дена и 40 ноќи нон-стоп да истура нешто бетер од тропски дожд. Како ќе изгледа земјата? Како што е опишана, како така е изгледала. Да, дори се кажува 17 стих, водата најдојде и го подзеде ковчегот, го подкрена. И не помина долго време, кога водата ги надвисна, 19 стих, сите високи планини, кои што ги има под целото небо. Целата земја се наоѓаше под вода. Затоа и на највисоките денешни планини на Хималаите се наоѓаат седиментни карпи. Се покажуваат, научниците докажуваат и откриваат дека сето тоа било под вода. Некогаш било под вода. Дори се кажува во 20 стих, 15 лакти се издигаше водата над планините откако ги покри. И така натаму, и така натаму. Сега, кога престанува потопот? 24 стих од 7 глава ни кажува, откако све изумре што беше на копното, што беше надвор од ковчегот, и луѓе, и животни, и добиток, лазачи, се беше истребено. А водата беше над земјата 150 дена. Колку е ова? 150 дена? 5 месеци. 5 по 30. 150 дена. Сега, од кај знаеме дека на вистина беа точно 5 месеци. 8 глава, ќе почнеме од 3 стих. Водата почна постепено да опаѓа на земјата и по 150 дена намали. Почна да се намалува водостојот. 4 стих. И се запре ковчегот кога? Во 7 месец, кој ден?
17-тиот ден на ридовите од планината Арарат. 150 дена имало од 17.2. до 17.7. Точно 5 месеца. Не постои ниту еден денешен или антички календар кој што би одговарал на ваков опис, но ваквиот опис е доказ дека вака изгледал предпотопниот календар. Или, како што сега го нарекува, така наречениот Енохов календар, за кој што има различни верзии и теории како да го толкуваат, но не се занимаваме со него. Господ така го создал светот. Секој месец да има 30 дена. И сето тоа потекнува од шеската, од шестодневот. Тоа е основата на сето понатаму. 30 дена, 12 часа, 24 часа, 360 дена, целиот круг, целата година. И така било до потопот. После потопот настана пореметување. Променета орбитата на месечината, променета земјата, незината оска, огромни промени на планетата Земја после потопот, во однос на пред тоа. И веќе ништо повеќе не е исто, ништо повеќе не е прецизно. Ниту месечевите циклуси, ниту годишниот циклус се претвори во децимали. И некои месеци имаат помалку од 30 во месечевите календари, во сончевите календари, некои месеци имаат повеќе од 30 дена, но немаме ниту еден календар денес, каде што имаме точно секој месец 30 дена, како што беше во почетокот, кога Господ се создаде совршено. Дали ќе биде поинаку и дали ќе се врати истиот поредок на новата земја, кога Господ ќе создаде ново небо и нова земја во кој што пребива праведност, како што велат србите, живи били, односно спасени били секој еден од вас, па тоа да го доживееме. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.